Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Ако сакаме една држава да напредува и да се развива, и ако сакаме една држава чија цел е забрзано да чекори по патот на Европската Унија, што побрзо да стигне до таа цел, во една таква држава мора подитно да се направат суштински реформи на повеќе полиња, а едно од нив е и најзагрозеното, корумпирано, субјективно и пристрасно судство. Во суштина, судовите треба да бидат независни и самостојни и во нив треба да се суди врз основа на Уставот и законите, а во контекст на ова и судиите треба исто така да постапуваат. Денес, повторно, на дневен ред имаме избор на судија на Уставен суд со конкретен предлог Добрила Кацарска, која сушност за незината послушност е добитник на оваа престижна награда. Во текот на вчерашниот ден немавме можност од председателот на Судскиот совет да добиеме никаква информација, ниту било какво образложение, зошто именуваната судијка е фаворит за уставен судија, а за жал не слушнавме и никакви пофалби за неа, ниту од владеачкото мнозинство, кои ќе го поддржат, претпоставувам, овој предлог. Затоа, во моментов треба да се запрашаме дали предложениот кандидат е синоним на чесен човек, кој својата функција ја врши непристрасно, совесно, одговорно и објективно. Дали предложениот кандидат е без туѓо влијание во своето изразување и дејствување, односно судење. Се сомневам дека е така, затоа што во Република Македонија може да зборуваме за се, само не за честно и некорумпирано судство и суди. Секоја чест на исклучоците. Судијата треба да биде непристрасен и не треба да биде под влијание на извршната и законодавната власт, а во случајот и за ова се сомневам дека тоа ќе биде така, затоа што искуството и минатото на предложениот судија покажуваат сосема поинаква слика. Како еден од условите кои судијата мора да ги исполнува е да биде човек со висок интегритет и да ужива висок морален углед. Кацарска и моралноста се два различни поеми. За да бидеш морален, треба најпрво да си човек и да поседуваш особини кои ќе бидат одраз на великодушност, хуманост, сочувство. Изјавите и постапките на оваа личност, која денес ни е предмет на расправа, воопшто не ја сместуваат во профилот кој треба да го има еден чесен и совесен судија. Кацарска, поради незината рамнодушност и поради извршување нарачки од мафијата на власт, суди и пресудува така како што ќе и каже. Поради незината бескрупулозност, по затворите скапуваат млади животи на кои што им се судеше само затоа што си ја сакаат татковината. Поради незината бедна, политички мотивирана одмаздолюбивост, бившата министерка Гордана Јанкуловска ја доживеа веројатно најголемата голгота во животот. Имено, кога таа е во 37-та недела од бременоста, Кацарска закажува рекордни 36 рочишта и згора на тоа. Истата таа Кацарска се заканува на одбраната дека во иднина нема да прифати никакво боледување и покрај тоа што Јанкуловска имала ризична бременост. Ова прилично дава јасна слика за еден нехуман однос пред се како човек, како жена и на крај како судија. Во друга прилика, исто така, јавно се заканува дека Јанкуловска присилно ќе биде донесена на судење, доколку од било кои причини не се појави на закажаните рочишта. Замислете, на мајка на двомесечно бебе какво малтретирање. Ова укажува само на едно, дека кај Кацарска во случајот со Јанкуловска, меѓу другото, постои и лична нетрпеливост, а во таа насока оди и самиот интензитет на судење, во услови кога предметот по ниту еден основ не може да се смета за итен. Влегувањето во полемика и јасно искажаниот став на судија преку интервју, објавено во медиуми, дека Јанкуловска ги поминала сите граници
во барањето на заштита на мајчинството. Навистина срамно и жално. Со сето наведено, предложената судика не само што ја покажува својата нечовечност, таа намерно и неоправдано прави голема професионална грешка преку дискриминација по основ на пол и политичка припадност, со што го повредува и кодексот на судска етика. А истиот тој кодекс го крши и кога изнесува податоци во јавноста за здравствената состојба на обвинетата, со што го крши незиното право на приватност и заштита на правата на пациентите. Многу непрофесионализам и нечовечност на еден судија собрани во еден предмет. Но не е само еден. Таа незината каприциозност ја искажува и во однос на незините колеги адвокати. По изјавите и сведоштвата на одредени адвокати кои имале прилика да соработуваат со Кацарска, таа не остава впечаток дека е човек со морал и вредности, туку бескрупулозно и без објаснување дели казни. Замислете, затоа што тие се побуниле дека немаат услови за работа во старата зграда на Кривичниот суд, откако биле преместени од големата сала во новата зграда на судот поради технички причини, тоест поради неможноста да се мутира добро гласот на загрозениот сведок. Казните се 50 на адвокати по 1000 евра. Значи, почитуваната судика дели казни за несоодветни услови на работа. Одзема полномошно на адвокати кои ги застапуваат своите клиенти. Ете така, затоа што таа е судија и затоа што и се може. Може се да прави затоа што има кој да ја штити и за неа не важат оние закони кои всушност за кои таа треба самата да биде пример. За ова, впрочем, ни потврдува и Универзитетот од Колумбија, каде Добрила Кацарска ќе се изучува како пример како не треба да се води постапка. Случајот е објавен и на нивниот сајт во делот за глобална слобода на изразување и таму со факти е образложена одлуката на Уставниот суд на Република Македонија да ги поништи изречените казни на адвокатите. На крај, Кацарска не е ниту морално, ниту стручно соодветна да биде уставен судија на истиот суд кој всушност ги поништил одлука. Кацарска значи неправда, а незиниот избор не е ништо друго, туку отворен, слободен влез на мафијата во Уставниот суд. Но крајно време е да кажеме стоп. Стоп за корумпираноста, за неправдите. Стоп за партизираното судство. Време е да кажеме дека ни е доста од трас Луи Витон судство во Македонија и навистина ни е доста од Кацарска судство. Благодарам.